Согласно сите канони, според кои повеќе од 2000 години се раководи христијанската православна вера, вчера во прилепското село Беровци беа поставени и осветени темелите за возобновување на црквата Свети Никола, чии стари темели датираат од многу одамна. Возобновувањето на храмот, кој некогаш бил и селска слава, е на иницијатива на мештаните, а изградбата, освен самите жители, ќе ја потпомогне и локалната самоуправа од Прилеп. Според постарите беровчани, овој Божји храм има големо сакрално значење за ова населено место, бидејќи, како што велат, Свети Никола од секогаш се сметал и за голем заштитник на селото. Осветувањето на темелите го изврши надлежниот владика, митрополитот господин Петар, во сослужение со свештенослужители од Прилепското архиерејско наместништво, а на светиот чин, освен мештаните, присуствуваше и градоначалникот Маријан Ристески. Градењето на црквите е посебна особина на македонскиот православен народ, кој и во најтешките моменти, во најтешките периоди и на тешките времиња од неговата историја градел, делејќи од залакот цркви и манастири, па така на тој начин кога се приврзувал кон Бога, кога се држел за скутот Божи, кога упатувал молитви кон Бога, народот наш македонски бил заштитуван од Бога, иако од сите страни и од сите непријатели бил напаѓан. Тоа беше желба на населението од населеното место Беровци и конечно започнува да се реализира ова желба. Фактички станува збор за возобновување на стар православен храм кој што постоел овдека. Неговото име било Свети Никола, така и денес присуствувавте на камен темелник на возобнување на црквата Свети Никола. Пред неколку години ова беше запуштено место, мислам непристапно, постоја само некои руинирани делови од самиот објект и целта беше заедничка од сите, од цело село, за да дојдеме до реализација на овој ден денеска што го поставуваме овој камен темелник. На овој свет и богоугоден чин во овие значајни денови за православниот свет, кога со пост и молитва се исчекува најрадосната и најторжествената вест за воскресението Христово, му претходеше неделна утринска богослужба во новоизградената црква Света Петка во Прилеп. Со светата литургија чиноначалствуваше митрополитот Петар, придружуван од црковниот хор кој веќе цела литургија ја спева на македонски јазик. Инаку во црквата Света Петка, откако се изврши низиното големо осветување пред 6 месеци, секој петок и недела, како и за секој празник, се одржуваат редовни богослужби на кои присуствуваат голем број верници, не само од населбата Точила, туку и од целиот град.